Во тековната недела ги завршивме земјените подготовки на патеката, денес еве ја завршивме. Спремна е за утрешниот тренинг и за надпреварот. Очекуваме 30 надпреварувачи од неколку земји балкански, Србија, Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Очекуваме нашиот фаворит кој е од Битола, Кристијан Илиевски, да, како и секоја година, да си го задржи првото место и да ни израдува сите. Трката ќе биде од каков карактер? Надпреварувачки, ревијален? Оваа трка оваа година, бидејќи касниме, од ревијален карактер. Не успеавме да влеземе во календарот, затоа што касно ја закажавме. Меѓутоа, од ревијален карактер, меѓународен карактер, и за наредната година се спремаме да направиме малку повисок ранг на надпревар. Значи, патеката е како патека за трка е одлична. На овај полигон недостасува инфраструктурен објект кој што би значил камп, дел за кампирање, електрична струја и некои малечки пропратни објекти. Мислам дека тоа во наредниот период и ќе го направиме. Инаку, драго ми е што Skyriders заедно со своите пријатели, а тоа се љубителите на мотокросот, кои што ни помагаат во организација на оваа трка, по 5 пати организираме оваа трка. Би сакал посебно да се заблагодарам на поддршката од локалната самоуправа, која што е традиционална. И оваа година локалната самоуправа ни излезе во пресред. Исто така би сакал да се заблагодарам на предпријатијата кои што се под управа на локалната самоуправа, како што јавно комунално предпријатие Комуналец, јавно предпријатие Водовод и канализација, Здравствениот дом. Исто така би сакал да се заблагодарам на Водостопанство Прилепско поле и секако на нашите секогаш поддржувачи спонзори, а тоа посебно АД Витаминка Прилеп, АД Прилепска пиварница, Конфи Ангел, Елит кафе, Матадор, Автоконтрол, Дени Мебел и сите оние кои што не поддржуваат во моментот и оние кои што не поддржувале во иднина, бидејќи Skyriders има неколку настани. Ние би сакале напролет да имаме уште еден настан со кој што ќе биде изненадување за граѓаните на Прилеп. И нека повелат, нека дојдат во недела со почеток во 10:30 часот и малку да се забавуваат. Skyriders заедно со другите клубови кои што ги практикуваат спортовите во Прилеп, ги има многу повеќе. Би сакал да ги спомнам овие кои што се качуваат клаймбинг, кои се качуваат по карпи. Мислам полдеринг. Не знам колку е познато дека многу веќе туристи почнуваат да доаѓаат во Прилеп за да планинарат, бидејќи овој регион е интересен за тоа. Маунтбајкери. Во склоп на активностите на нашиот клуб имаме даунхил, имаме параглайдинг, сакаме уште некои активности да ги направиме, ќе го оставиме тоа да го најавиме недела. Инаку во светот е многу познат тој авантуристички туризам. Нашиот регион е многу посебен за тоа, особено за летањето, имајќи го предвид како ове Пелагонија нарекуваат странците, тие нарекуваат Magic Valley, значи магична долина. Тоа е заради тоа што има прекрасни услови за летање. Не дека некаде можеби ги нема, но физичката поставеност и димензиите кои што ги има Пелагонија со планините околу и малите ричиња даваат одлични услови за параглайдингот. Исто така, сите овие спортови кои што претходно ги спомнав, постои можност многу да се развиваат и Прилеп имаше еден проект кој што се уште трае, верувам дека ќе трае, како Прилеп град на екстремни спортови. Исто така би сакал да ги спомнам дека во градот има и уште еден интересен спорт во светот, тоа е паркур. Значи, ако ги ставиме сите овие спортови и ги наброиме, мислам дека нема град на Балканот сигурно во кој што се практикуваат баш сите овие спортови. Секако за тоа треба еден важен момент, тоа е ентузијасти кои што ги сакаат спортовите и кои ги популаризираат спортовите. Мислам дека Прилеп и регионов може во иднина да рачуна на некој посериозен пристап кон ваквите авантуристички спортови. Исто така морам да кажам дека еден од угостителските објекти, хотелско сместување, ни излезе во пресред, кој што по многу добри услови ни ги дава сместувањата на спортистите, а тој е Атлас хотел. И мислам дека тоа е многу добро заради тоа што тоа е поглед кон иднината. Кога тие за толку добри, за да дојдат
туристите тука треба да имаат причина, кога ќе можат да се сместат за некои добри услови и во иднина, кога тоа ќе стане навика и нема да биде цената пресудна. Но ако сакате некој регион да го посетите, морате да имате некоја иницијална причина и секако тоа е за поздравување. Аз би ги повикал и сите други хотелски сместувања и угостителски објекти да направат еден таков чекор, бидејќи тоа е за нив во иднина, кога ќе дојдат да се сместуваат по големи групи, кога тоа ќе стане помасовно, секако може да се рачуна на поголеми приходи.